Пред еден месец градоначалникот Шилегов се пофали дека се расчистуваат улиците во главниот град, токму кога не беше падната ниту една снегулка. Ова е сликата денес кога ниските температури среде зима повторно ги изненадија локалните власти. Граѓани и возила во борба по простор за движење, остатоци од кашест снег по булеварите, мраз по тротоарите. Долго најавуваниот снег направи хаос низ скопските улици. Булеварите делумно исчистени, споредните улици речиси непроодни. Градоначалникот на Скопје потроши над 1 милион евра за откако ке падне снег навремено да бидат исчистени улиците, но сега сликата на терен е многу поинаква. Граѓаните обвинуваат дека секоја година градоначалниците и покрај безбројните најави, снегот ги фаќа неспремни. Не верувам дека добро се снаоѓаат, пошто кој што гледаме дека ништо не е чисто ни околу зградиве, ни пред зградиве, ај пред зградиве окей. Ама споредни улички кои што ги гледаме све е замрзнато и не исчистнато. Имавме една комшивка што падна на тротоар, така да и тоа треба ние самите да го чистиме. Улиците може да бидат подобро чистени, ама градските власти изгледа малку закаснели. Ние како самите што сме граѓаните, тие што се пред своите влезови, дворови, треба да се чистат, ама треба да бидат чисти улиците. Па како и секоја година и оваа година градските власти беа изненадени од снегот. Револт кај граѓаните поради лошото менаџирање со временските услови кои и така се карактеристични за овој период. На социјалните мрежи кружат видеа и фотографии каква беше состојбата на улиците. Жителите алармираа дека не можат да се искачат по угорниците, а настанали сообраќаен хаос, оти неколку автомобили се лизгале надолу. И во општина Кисела Вода не беше ништо поразлично. Средството против подмрзнување со кое властите се фалеа дека ги испрскале улиците, дополнително ја влоши состојбата. Сообраќајна несреќа се случила и таму, и во уште неколку населби во главниот град, токму поради неисчистените булевари. Како резултат на состојбата на патиштата во изминатото деноноќие, на носите на снег или згавите коловози бележиме благо зголемување на сообраќајните незгоди. Така на поширокото подрачје на Скопје се регистрирани 14 незгоди, за среќа само со материјална штета и 3 со полесни повреди. Изутрината и автопатот кон граничниот премин Табановце беше завеан со снег, а возилата мораа максимално да внимаваат на брзината на возење со цел да избегнат можни излизгувања од коловозот. По критиките во јавноста, градскиот татко ги собра членовите на кризниот штаб со цел да се разгледаат извештаите од зимската служба.